Проведна банална стратегија имате и се однесувате овде, почитувани колеги од СДСМ, како да сте нова партија, сега формирана, како да никогаш не сте владееле во Република Македонија и како да оставивте држава средена како навидум скандинавските држави што ги имаме. И сега ние овдека треба да слушаме од вас дека имало убиства, не баре во времето на најдолговечниот министер за внатрешни работи во историјата на Македонија, вклучително и заедно кога сме биле со Југославија, подолговечен од Александар Ранковиќ, немало убиства, немало кражби, немало запалени возила, не се случило Дурмотурс, не се случи модуларната болница, не се случи Ласкарци, ништо не се случувало во Република Македонија. Вие оставите скандинавска држава и сега одеднаш за само 2 години, зашто пред 2 години бевте власт, слушаме овдека за разноразни ситуации. Од друга страна, јас сега, знаете, согласно вашата стратегија, ова кое што го слушам сега од вас, иако не е пријавен, поранешниот министер за внатрешни работи Спасовски, подолговечен од Александар Ранковиќ, да се пријави за збор овдека, да земе збор и да излезе со критика кон почитуваниот министер Тошковски и да го критикува, да речеме, зошто во Министерството за внатрешни работи нема образци за пасоши. Таква ви е стратегијата. Овој кој што не можеше пасоши да обезбеди, образци обични за луѓево, да го критикува сегашниот министер, кој што ај што обезбедил пасоши, ај што реконструирал институции, ај што достоинствено се вадат тие лични документи за граѓаните, сега согласно вашава стратегија, амнезијата која што сакате да ја продадете, и како нова партија која што никогаш не владеела во Република Македонија, очекувам таква критика од министерот Спасовски.